Од нив завршени со градба се 26 спортски сали и уште една спортска сала е во завршна фаза. Континуирано се спроведува проектот за изграда на 50 фудбалски игралишта. Крајниот рок за изграда на 50 фудбалски игралишта е 2011 година. Континуирано се спроведува проектот за изградба на 100 тениски игралишта, односно терени. Воведени во работа се 4 единични тениски игралишта и 13 двојни тениски игралишта, односно 30 терени. Се реализира проектот за изградба на вештачка карпа. Изградена е северната трибина на Националната арена Филип II Македонски. Во тек е изградба на источната и западната трибина. Активностите ќе продолжат за понатамошно до уредување на оваа национална арена. Се одржа голема кампања за оживување на старите македонски песни под името Македонија за секогаш. Целта на овој проект е подигнување на националната свест кај младите и оживување на старите македонски народни песни. Воведено е национално спортско признание за врвните спортисти после завршување на нивната кариера. Со ваков вид на признание се стекнаа спортистите кои во минатото освоиле медал на олимписките и параолимписките, како и на светските и европските официјални натпреварувања. Реализиран е проектот стипендирање за млади спортисти и таленти. Кон крајот на 2008 година, Агенцијата за млади и спорт започна со доделување на 500 стипендии на младите талентирани спортисти, за прв пат во историјата на нашата држава. Спроведовме национална кампања за спроведување и борба против пороците, алкохол, дрогата и цигарите. Започнати се постапки за издавање под концесија на регионални депонии во два региони, југоисточен и Полошки плански регион. Интегрирано управување со отпад ќе се финансира и од инструментот ИПА за два региони, источен и североисточен плански регион. Извршена е изведба на експлоатациони бунари за зголемување на капацитетот на извориштето на вода, за обезбедување на дополнителни количини на вода за Дојранско езеро и новиот систем за наводнување паѓуци. Откако се завршени ископите на 10 бунари, следува градба на цевководот. Во тек е реализација на проектот за изградба на канал кој ќе ги зафаќа атмосферските и канализационите води на потек од општината Газибаба до Арачиново. Почитувани присутни, тука ќе запрам со набројување на проектите, но ќе повторам. Македонија не запира повеќе. Почитувани граѓани, свесен сум дека постојат уште бројни проблеми. Свесен сум дека се живее тешко. Знам за проблемите со кои се соочуваат луѓето, но исто така знам дека не постои друга алтернатива која би можела да направи побрзо да се решат овие проблеми. Само ние, самите, со макотопна работа можеме да се справиме со нашите проблеми. Не постои волшебно стапче, не постои сила која преку ног може да ги смени работите, но постојат волја и посветеност, кои сите треба да ги имаме. Постојат стремеж и верба, кои мора да ги поседуваме. Постојат упорност и храброст, кои се наша одлика. И затоа велам, ние ќе успееме. Ние ќе успееме. Заедно со здружени сили, мобилизирајќи ги сите неопходни капацитети во државата. Ќе повторам дека имавме и грешки, но не беа стратешки, или толку многу крупни да не може да се поправат. Грешки кои што ги исправавме. Никој не е безгрешен. Тој што работи, тој и греши. Задоволен сум што во овие 4 години немаше крупна корупцијска афера за клучните луѓе на оваа влада. Што не значи дека сме се справиле со корупцијата или дека не треба да ги засилиме напорите за борбата против неа. Едно сумирање на работите кажува дека од аспект на клучните проблеми, овие 4 години, двата најголеми проблеми во овие 4 години се светската економска криза и второ, проблемот со името заради кој нашиот пат за влез во НАТО и во Европската Унија е блокиран од страна на Грција. И покрај исполнувањето на критериумите, реформите и модернизацијата на земјата, потребни за зачленување во НАТО и за отпочнување на завршните преговори за полноправно членство во Европската Унија. Тоа очигледно беа и двата клучни проблеми, кои се причина за тоа што последните 2 години беа
практично и најтешките 2 години во мојата досегашна професионална кариера. За крај би сакал да им се заблагодарам на сите оние кои што беа вклучени во овие процеси, на министрите, замениците министри, државните секретари, директорите, вработените во јавниот сектор, консултантите, дипломатскиот кор кој помагаше и сите оние кои што не ги спомнав, а кои што на било кој начин помогнале. Исто така би сакал да се заблагодарам и на сите мои критичари во овие 4 години. Независно од кои мотиви ме критикувале. Без нив немаше да ги направам сите позитивни работи кои ги направив и веројатно ќе направив и повеќе грешки. Честопати од различни мотиви, дел од нив ме навредуваа со најпоградни зборови. Им простувам. Убеден сум дека со вакво темпо на работа, со ваква посветеност и одговорност кон работата, но и со коригирање на слабостите и грешките, и покрај тешките удари на светската економска криза и разните блокади, ние повторно на следните избори ќе добиеме поддршката на мнозинството граѓани кои се разбира, пред кои што се разбира ќе излеземе со комплетно нова програма и проекти. За неколку недели ќе излезе нашиот отчет во печатена верзија. Моето денешно обраќање беше една скратена верзија на тој отчет. Ги повикувам граѓаните да го прочитаат во детали, за да се запознаат со тоа што сме го работили и сработиле, за да видат што работи и со што се занимава оваа влада и да оценат дали ја оправдуваме нивната доверба. Ова моје обраќање ќе го завршам со уште едно повторување на пораката која што денеска ја кажав. Македонија не запира повеќе. Ви благодарам. Благодариме. Почитувани представници на медиумите, следува сесијата прашања и одговори. Ве молам со дигање на рака да се пријавите. Ќе има можност за поставување на сите ваши прашања за кои што сте заинтересирани. По правило се почнуваме со националниот сервис. Повелете. Господин Груевски, набројав се многу проекти што се во фаза на реализација. Дали буџетот има капацитет да ги реализира истите, а да не влијае на нивно прекинување? Благодарам за прашањето. Секако дека светската економска криза допринесе до намалување на приходите во буџетот и тоа малку ги одолжи спроведувањето на дел од проектите. Меѓутоа, како што знаете, ние донесовме одлука која што има и своји последици, како што се одредени досења на плаќањата. Донесовме одлука да не запреме без малку ниту еден од проектите, но дел од нив да ги забавиме, односно исполнувањето да биде, например, наместо до 2010 до 2011 или така некако. Така што, јас сум убеден дека планот кој што е направен ќе биде добро реализиран и дека средствата обезбедени од буџетот ќе ја завршат својата улога и ќе бидат доволни. Се разбира за некои од средствата и самиот кажав дека се обезбедени финансиски средства од надвор. Повелете? Да, извинете. Ќе имате можностите да поставите прашање. Велески, Македонска телевизија. Господин Груевски, напоменавте и во вашето обраќање, но дали сте задоволни од степенот на реализација на НАТО и интеграциите и има ли Македонија алтернатива од овие евроатлантски интеграции? Јас сум задоволен од она што владата го направи во однос на тоа што сите земји претходно го направија, а тоа е да ги подготви сите модернизации, реформи, сите потребни проекти кои што се бара од НАТО и се бара од Европската унија за да земјата стане членка во НАТО, односно за да ги започне финалните преговори за полноправно членство. И тоа се потврди во 2008 на самитот во Букурешт, тоа се потврди и минатата година со давањето на позитивен извештај од страна на Европската комисија и препорака од Европската комисија до Европскиот совет на Македонија да и се отвори преговарачкиот процес. Задоволен сум исто така што тие реформи допринесува да дојдеме и до визна либерализација и денес веќе граѓаните не чекаат визи пред амбасадите, не се малтретираат во цела неизвестност, така што со нашиот македонски пасош патуваат слободно. Меѓутоа, не сум задоволен, се разбира, од она што ни се случува од нашиот јужен сосед, односно блокадата, и на тоа посветено се работи да се најде одредено решение. И да продугира Алфа телевизија. На државниот сектор кон стопанството. Долгот на државниот сектор кон стопанството
е менлива категорија и тој не може дневно да се каже,